СДСМ и ДУИ договорија соработка за наредните 4 години. Договорот го финализираа Зоран Заев и Али Ахмети на денешната неколкучасовна средба. Потврдено е формирање парламентарно мнозинство како и распределбата на ресорите. Клучно е дека ДУИ се повлече од инсистирањето за ротирачки премиер. Тоа значи дека оваа функција во текот на мандатот ја извршува лидерот на социјалдемократите, освен во последните 100 дена на идната влада. Демократската унија за интеграција покажа големина и доблест заради иднината на сите граѓани, заради иднината на државата, заради успешните политики остварени досега, да има добра иднина и како заради успешноста на државата. При таа доблест е утврдено да јас ја добијам честа секако во разговори со партнерите заедно, со поддршка на ДУИ, да бидам претседател на владата во полн 4-годишен мандат. Покажав доблест, која што ќе ја презентирам пред нашата коалиција и Централниот одбор на партијата, да сите политички партии на 100 дена пред изборите бидат рамноправни и еднакви со претседатели кои што ќе бидат во политичките партии. Техничка влада е укината, технички премиер е укинат, каде што на тие 100 дена коалиционите партнери СДСМ и ДУИ на предлог на ДУИ ќе го постави премиерот кој што ќе ги води последните 100 дена од редовниот мандат. Според Заев, ваквиот чин ќе придонесе за зајакнување на довербата. Ахмети го нарече храбар чекор. Përshëndetje për të gjithë pranishmit. Морам да ја поздравам храброста на господинот Заев дека во последните 100 дена од оваа влада ќе има премиер албанец. Сигурен сум дека денешната наша одлука ќе поздрават сите граѓани. Многу важно е дека денешната коалиција ќе придонесе за позитивен тек на процесите во државата. Убеден сум дека оваа коалиција, партнерството што го напредуваме за наредните 4 години ќе биде едно од најуспешните. Овој договор утре треба да го потврдат телата на двете партии, потоа ќе се премине на негово преточување во заедничка владина програма што мандатарот заедно со составот нивната влада во која ќе партиципира и ДПА треба да ја достави до собранието најдоцна за 15 дена од сега. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.